Doždot го парализира истокот, одрони из Флечишта има на 4 клучни сообраќајници. Прв попушти патот Пробиштип Кратово, каде има постојани одрони, но најкритично за патување е кон Делчево и Берово. Два уторача работат на отклонување одрони на магистралниот пат Кочани и Делчево. Двете страни се работи, на поедини места имаме и поголеми одрони, но се чистат. Исто така имаме на патот Виница Берово, у близина на Обозна, поголем одрон. Сообраќајот се одвива по една сообраќајна лента. Од утринава лошо е и кон туристичката населба Равна река, каде свлечиште буквално уништи дел од патот. Станува збор за свлечиште од 30 метра во должина од 30 метри. Едната коловозна лента е целата однесена, другата еден дел е добар. Се трудиме некако да го санираме патот да може да биде во употреба барем со успорен режим на сообраќајот. Идентично како и пред 2 дена кога кај Калиманци имаше голем одрон и овој пат причина за одроните и свлечиштата се обилните врнежи од дожд. Овие така 36 часа најмногу дожд нападна во Виница 34, Берово 31, Крива Паланка 19 литри на метар квадратен, во Штип на Врна исто така 29 литри на метар квадратен дожд. Врнежите во источниот регион ќе продолжат и до крајот на денот. Одроните и големите количини на вода на коловозите се сериозна закана за возачите. Да прилагодат брзината на движење со возилата како би могли на дадена препрека безбедно да го запрат возилото, понатаму да го држат потребното растојање од претходните возила, за исто така да можат навремено да реагират и да се воздржат од пристигнување, бидејќи во овие услови представува голема опасност. Освен за одрони, обилните врнежи се опасности за појава на поплави. Водостојот речиси на сите реки во регионот е зголемен, но од Центарот за управување со кризи информираат дека засега сите реки се во границите на своите речни корита, а браните имаат доволно капацитет за да ги задржат водите. Сепак сите надлежни се на штрек, зашто дожд ќе има и во периодот што следи.